civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Поздрав до сите што не следат и до кои што најавивме за денеска панел дискусија на тема колку сме еднакви на локално ниво. Цивил покани десетина градоначалници од кои повеќето се согласија да бидат дел од нашиот јавен настан, но во последен момент, дури и сега, пред 15 минути, се предомислија и го откажа своето учество, меѓу кои имаше и такви на кои агендата им влета итни обврски и посети на општината. Како и да е, ние денеска ќе продолжиме наместо панелот, ни дојде градоначалникот, како што и најави и како што го очекувавме, господинот Арбен Таравари, градоначалникот на општина Гостивар. И му благодарам за неговото присуство и што не откажа во последен момент како останатите. Нашата намера да ќе почнам како што сакавме да почнеме со сите други гости, меѓутоа истите прашања се однесуваат и на вас. Нашата намера да обезбедиме родов баланс на овој настан ќе беше невозможен поради огромното мнозинство мажи на позицијата прв човек на општините низ цела земја. Како е во вашата општина? На институционално ниво, например, на советничко ниво или било кое друго ниво, родовиот баланс? Дали имате жени? Што правите во врска со тоа? Дали се вклучени, дали знаеме, нели имаме градоначалник маж имаме маж за градоначалник на општина Гостивар. Меѓутоа дали има шанса некоја жена да биде и колку се жените всушност вклучени во работата? Добро, Дијана, пред се ви благодарам како цивил на поканата. Стварно ми е жал што немаме и други градоначалници за да заедно разговараме и да полемизираме евентуално околу одредени проблеми. Општина Гостивар, да, градоначалник сум јас, меѓутоа застапеноста од аспект на родова застапеност, жени се повеќе од 50% знам од вработените, нема да кажам точна цифра, меѓутоа повеќе од половина вработени во администрацијата на општината се жени, што сме меѓу ретките општини, колку што знам во Македонија, кај што доминира женскиот пол. Што се однесува до раководни места, шефови на повеќе сектори во општината, нема да кажам колку точно не можам да ги избројам точно, меѓутоа повторно сигурно повеќе од половина. Урбанизам води жена, образование води жена, труд и социјала води жена. Значи, тие главни сектори да се водат од жени. И училиштата, што е нетипично за повеќето, посебно албански општини, ако имаме 16 училишта, од тие 16 училишта, во 11 се директори жени. Бидејќи од нашето скромно искуство овие 3,5 години, дефинитивно жените подобро раководат, посебно со училиштата, повеќе обрнуваат внимание на децата и дефинитивно ако баравме и фидбек од учениците, па и од родителите, добиваме многу подобар фидбек за жените раководители во училишта отколку мажите. Не исклучувам при тоа дека има и добри и успешни директори мажи, меѓутоа дефинитивно по проценка и на родителите и на учениците имаме впечаток дека жените подобро раководат со училиштата и затоа го задржавме оваа раководење генерално да се раководат училиштата од жени. Имаме некаде околу, мислам дека се 5, ако грешам можеби има една повеќе или не, 5 градоначалнички на национално ниво, значи на државно ниво имаме 5 градоначалнички. Јас колку што памтам, ако некој се сети на уште некоја, сигурен и јас со бројките, меѓутоа знам дека се многу малку. Малку се, да. Дали мислите дека општина Гостивар некојаш ќе може да има збориме за вашата општина, бидејќи има жена градоначалник. Дали се прават напори за тоа? Сега моментално ја не знам, барем од политичките партии кои што веќе имаат одредени кандидати за градоначалници, не знам некоја жена која би била потенцијален кандидат за градоначалник, меѓутоа
идејата за да и жена раководи со општина, па и со општина Гостивар е убава идеја која што ја за поздравувам и кога би имала некој посебно од некоја од нашата партија жена која што има таква амбиција, радо би ја поддржала и би помогнала да биде следен градоначалник на Гостивар. Фактички вие сега и повикавте жените да се кандидираат, така? Па убаво е, да, убаво е. Во советот се знае, ги знаете бројките, тие се во 10 советници мора 4 да бидат жени и ние сме во тој минимум кој што мора да биде 40%. Меѓутоа, повторно велам, секогаш може повеќе и ние како политичка партија веќе размислуваме да во листите барем секоја втора биде евентуално жена кандидат за советник барем. Јас ќе се навратам пак на отсуството на денешните гости, градоначалници кои што беа најавени едно по друго, па потоа ги бришевме. Ова прашање е и до вас, но и до другите. Дали за градоначалниците е завршен мандатот или се можеби многу сигурни дека ќе го добијат вториот мандат? Или почнале предизборна кампања, односно целосно се пасивизирале. Што е работата според ваше мислење? Јас се зборам за Гостивар, сега не можам за сите општини да зборам, јас знам дека ние сме биле во кампања 3,5 години, значи секоја недела, секој ден, секој месец, секоја година за нас во Гостивар беше кампања. Значи секој ден си работевме како да имаме избори утре и не случајно кога ги гледам анкетите, не случајно резултатите ни се релативно солидни. Така да не ни е потребно да речеме дека сега почнува кампањата, ајде сега да се стегнеме, оти треба да собереме гласови. Барем граѓаните на Гостивар знаат дека нашата екипа генерално секоја недела е на терен. Значи петок е ден кога поминуваме местните заедници, села, населби, разговараме со граѓани, ги прашуваме што се проблемите, што може да се направи. Вторник е ден кога градоначалникот и неговата екипа е отворен ден во општината. Тоа е пазарен ден во Гостивар и затоа тој ден го одредивме и цел ден целата екипа, значи сите раководители на сектори, шефот на кабинет, градоначалникот се 8-9 часа со граѓани кои што директно сакаат да комуницираат со некого од раководството на општинската администрација. Би велам, кај нас не се осеќа тоа дека сега се избори и сега треба да се активираме, како што повеќето политички партии или влада или министерства го прават. Ние сме 4 години во кампања. Вака, значи, бидејќи панелот беше предвиден како дел од проектот Европски перспективи Next Level, што се вика, да? Така и се вика, да, следно ниво. Дали можете да кажете за вашата општина дека е европска општина? Ова го прашувам во контекст на тоа на кој начин може да се води, да се види дека европските вредности, мултикултурализмот, еднаквоста и недискриминацијата се дел од вашите политики, дали се дел од вашите политики и практики, нели, на локално ниво во вашата општина? Јас често велам и по структура општина Гостивар е специфична, живеат турци, македонци, албанци. Структурата е слично како во Република Македонија, само што таму се албанци процентот како што се македонци во целата држава. Меѓутоа, мултиетничноста во Гостивар може да служи за пример за сите други општини, функционирањето. Ја не знам некогаш овие 3,5 години да разговараме во кабинетот или во нашата администрација за некаков проблем и при тоа да разговараме дека дали се работи за турци, за албанци, за населба кај што живеат повеќе македонци. Не памтам 3,5 години да сме направиле ваква тема. Тоа функционираше и порано. Не сакам да кажам дека сега ние го направивме, тоа и така функционира. Што се однесува до европската иднина на градот, сега европските вредности на градот, во нешто сме далеко од Европа, тоа е, знаете, депонијата Русино, која што е рак рана на Полошкиот регион, а посебно на општина Гостивар, бидејќи Русино е од општината, зградата на општината околу 1000 метри, 1 километар, и тоа влијае врз нечистиот воздух во Гостивар.
Иако овие 3-4 години работевме интензивно, барем со кампања, за да ги луѓето да ги известиме, како да речем, да ги освестиме дека треба да ја чуваат животната средина, дека треба повеќе да користат велосипеди, инвертери, тоа субвенциониравме, иако во сите други општини владата помагаше во субвенционирање на инвертери и на велосипеди, кај нас никогаш не се случи тоа, меѓутоа ние со наши сопствени средства тоа го направивме 3 години. Поставивме бициклистички патеки кои што се прв пат се случува во Гостивар, не се слични на тие на Тетово што ги гледат по социјалните мрежи, се доста добро организирани, имаат континуитет. Што се однесува до повторно европски вредности, ако е и тоа, мислам дека е канализација, водовод, што е многу битно. Ние ако 21 век сме се уште во нашите општини разговараме за жал за канализација и водовод. Ние успеавме за 3,5 години да поставиме околу 73-4 километри канализациона мрежа. Што ако се споредиме со 5-6 други општини, ви гарантирам дека вкупно заедно немаат поставено толку канализација и водовод околу 42-3 километри водоводна мрежа. И тоа се проекти на општината и на невладините организации и помош од амбасадите кои што функционираат во Република Северна Македонија. Тука е први лидер кој што ни помагаше, швајцарската амбасада, која што би сакале јавно да им се заблагодарам за огромен број на проекти кои што ни помагаа во реализација во општина Гостив. Исто така европски вредности и училиштата и квалитетот на условите внатре во училиштата, мислам дека направивме и тамо огромна работа. Ако училиштата се споредат, а ние имаме такви снимки и ќе ги користиме, се надевам, во овој период 3-4 месеци, за да ги прикажеме на граѓаните, на нашите сограѓани, какво било и како е сега. Например, во општина Гостивар е првото училиште кое што е изградено е green roof, значи со зелена површина. Коре немаше ниедно училиште во Република Македонија. Општина Гостивар беше меѓу првите општини која што промовира дека тие што градат куќи, крововите ги прават зелени кровови, имаат субвенции од општината, значи плаќаат помали даноци, само се со цел да ги мотивираме да направат такви кровови, што се и во тој правец, да речам, можеби пионерски чекор, меѓутоа битен и важен за освестување на луѓето колку е битно да размислиме и во правец на животна средина. Благодарам. Спомнавте со ваши средства дека работите така, која ви треба. Во однос на тоа, процесот на децентрализација во Република Северна Македонија започна некаде во 2004 година, но се уште не е завршен. Дали може да ни кажете на кој начин државата му помага или го блокира развојот на вашата општина и што може или што треба да се направи во поглед на понатамошната децентрализација соодветно на европските вредности? Децентрализацијата во Македонија започна точно 2004 и заврши 2006 година. Завршилите. И после тоа ја не знам дека е децентрализирано нешто екстра, барем јас не знам. Искрено 2017 година, кога имавме нов премиер кој што беше бивш градоначалник, и ја кога се избрав градоначалник, навистина очекувањата беа огромни дека тој бивш градоначалник сега знае како функционира 3 мандати да бидеш опозицијски градоначалник и дека ќе направи одредени потези кои што ќе бидат давање на власта и надолу, бидејќи тој го доживеал тоа на своја кожа, да кажам. И 2018 година имаше една средба на Мзел со премиерот и беа кажани што ќе биде направено за 3 години во правец на децентрализација на власта, односно давање повеќе ингеренции на локалната власт. Меѓутоа, сега после 3 години од тој настан беше март 2018 година во Струга се видовме. Тоа беше средба која што траеше 2 дена, работилница, и после 3 години ја можам да констатирам дека
освен убави зборови на премиерот, сегашниот премиер, друго ништо не беше направено, ништо не е направено. Дури тој како бивш опозицијски градоначалник, сегашен премиер, се однесува кон градоначалниците кои се опозицијски, а јас сум опозицијски градоначалник и тоа единствена урбана општина која што е опозицијска, кава да си сметам дека е поблиска до СДСМ отколку на ВМРО, иако господинот Митко Јанчев ми е многу добар пријател, меѓутоа подобар е со Заев отколку со Мицковски, така да единствена опозицијска општина која што функционира како опозицијска сме ние и најодговорно тврдам дека сигурно Заев немал проблеми со Груевски колку што сум имал јас со Заев. Тоа најодговорно го тврдам. Значи, никогаш не се случило во Струмица да бидат одземени два пати ингеренции на градоначалникот за именување на директор. Во Гостивар ни се случи два пати. Никогаш не се случило да помине, најмалку во Гостивар е поминато 100 пати финансиска полиција. Најмалку 5-6 пати дневно ни поминуваат различни инспекции, организирани криминали. Ако се земе Гостивар, колку од буџетот на Република Македонија менаџира, имаме буџет од 18 милиони евра, од кои што околу 15 милиони евра се блок дотации доаѓаат и општината само ги поделува тие пари на наставниците, на вработените во култура, одредени за грејење на училишта. Значи, не ги менаџира општината. За 4 години по 3 милиони евра може би се капитални инвестиции. И комплетно од буџетот 4 милиарди евра колку е државата, Гостиварите менаџира со 18, да речеме, годишно. Повторно тоа не е ниту 1 промил од вкупниот буџет. И толкава инспекција, полиција, организирани криминали, се добива впечаток дека Гостивар е Колумбија во Македонија и треба се да се контролира. Например, еве, ќе ви кажам како еден премиер, бивш градоначалник, бивш опозицијски градоначалник се однесува кон една општина која што е опозицијска. Минатата недела ми се случи еден ден во општината, истиот ден имавме 5 инспекции. 3 од финансиска полиција, една од трудова инспекција, една од инспекција од образование. Значи, во општината имаше 20% дојдени гости од 120 вработени, значи беа 24-5 луѓе кои што прегледуваа, контролираа, вртеа листови, копираа, значи како да бараат дрога, оружје, да работеа вака одговорно и со другите општини, тоа и би било окей, и се би било во ред и така треба да се постапува. Меѓутоа, кога во една општина одите 100 пати и во друга општина воопшто не одите, а Македонија е мала држава, милиони и пол е како некој град од Европа која што, значи провинција од некој поголем град. И сите со сите се знаеме. Плюс ви стојат на располагање одредени индекси на транспарентност и општина Гостивар е меѓу потранспарентните општини во Македонија. Постојат одредени анкети со која што се мери колку веруваат граѓаните во одредени градоначалници. Повторно општина Гостивар е меѓу 2, 3, 4 да речам, општини во кои што граѓаните веруваат најповеќе. Постојат проекти во кои што е испитано нивото на корупција на општини и повторно Гостивар е најмала со ниво на корупција од општините и вие имате толку инспекции, толку контроли, толку, како да речам, закани кон локалната власт, што не е нормално. И не знам дали Зоран стана Никола или Груевски стана Заев, меѓутоа однесувањето на Зоран Заев за мене како опозицијски градоначалник е исто, можеби полошо, коти често зборам и со нашиот лидер на партијата, кој што беше градоначалник за време на Груевски, и ми кажува дека не се случувало толку притисоци да има од централната власт врз локалната власт. Ја би ве подсетил на првите 2 години ние немавме ни мнозинство во Советот на општина Гостивар и односот на советници беше 16-15 и се сеќавам дека кога имавме состаноци на Совет на општина, комплетно општината беше обкружена со по 50 до 100 полицајци. Не знам зошто никогаш немаше ниту инцидент, ниту некаков проблем во седниците
Советот на општина Гостивар, Прашав а да не збориме за именување, например, шефови на полиција. Секаде градоначалниците имаат некаков удел во назначувањето на шефот. Ние 3,5 години никогаш ниту не праша, ниту ни кажа кој ќе биде шеф на полиција или зошто е шеф на полиција или како е избран. А во меѓувреме шефот на полиција е човек кој што во парламентарните избори 2-3 слики излезе од штабот на ДУИ и нон-стоп, значи нема никаква комуникација меѓу шефот на станицата на полиција во Гостивар и градоначалникот. И ако побараме нешто, никогаш не добиваме одговор. Дури ако почнеме проекти кои ги реализираме како општина, ни се случува по 5 дена, 10 дена, 15 дена да задоцнат тие започнувањето на проектите, бидејќи полицијата излегува на терен и бара разни документи кои што не важат за никоја друга општина. Ако ги прашам колегите градоначалници дали кај нив бараат некаков идеен, изведбен, не знам каков проект, ми кажуваат дека никогаш не се случува тоа. А кај нас тоа е рутина и работиме по швајцарски стандарди во Македонија. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.